Зоран Заев и Алексис Ципрас се реши долготраен проблем кој ќе овозможи на Македонија да се движи напред кон НАТО и Европската унија, рече сенаторот Рон Џонсон, коментирајќи одлуката на парламентот да ги усвои амандманите за уставни измени потребни за ратификација на договорот од Преспа. Ова е одлична вест. Јас бев во Македонија и во Грција во септември пред референдумот. Ова е уште еден од оние договори кој решава проблем што се провлекува со години, како што беше случајот со Косово и Црна Гора. Според Џонсон, оставката на грчкиот министер за одбрана Панос Каменос и гласањето доверба за владата на Ципрас може да го забави процесот за ратификација на договорот од Преспа, но сепак вели тој, шансите договорот да успее се големи. Потребни се само мнозинство гласови, што ја прави ситуацијата малку полесна. Сенаторот вели дека членството на државата во НАТО ќе го стабилизира регионот, исто како што било случај со Црна Гора, за чие членство во алијансата тој бил голем поддржувач. Тој нагласи дека економската иднина на Европа лежи во сојузништво со Западот. Русија не нуди ништо освен нестабилност и можеби нафта и газ, но тоа можеме да го добиеме и на друго место. Членството во НАТО ќе биде добра работа за Македонија. Џонсон нагласи дека неодамнешното повлекување на резолуцијата од Сенатот за поддршка на договорот од Преспа, која меѓу другото ја осуди и руската пропаганда во Македонија, нема да ја промени утврдената американска позиција за поддршка на евроатлантскиот процес на државата. Членството на Македонија во НАТО ќе ја зацврсти улогата на САД и на алијансата во регионот. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.